Не стивнуваат реакциите во јавноста откако СДСМ се врати на рамниот данок, што додека беа во опозиција силно го критикуваа. За замрзнувањето на прогресивниот данок, во живо во овие вести анализираме со универзитетскиот професор Сашо Кожухаров. Професоре, ви благодарам на одвоеното време. Оваа власт ветуваше прогресивен данок, мерка која по неполна година сега ја одложува. Како го толкувате овој потек на владеачката гарнитура? Добар ден. Благодарам за поканата да гостувам. Видете, во суштина воведувањето на нерамен данок, да го кажем, или на француски пар транш, детерминира определување на оданочување со повисока стапка на различни нивоа на приходи. Не е нова оваа мерка, кажа, во Франција се применува одамна. Кај нас, иако беше предвидено, јас го оценувам како политичка недореченост која што требаше да се анализира пред воопшто да биде поставена и како предлог. Самиот рамен данок како таков е лесен за пресметување, за калкулација, овозможува задржување на поголем дел од доходите на стопанските и нестопанските субјекти, со што се овозможува зголемување и на вработеност. Остварувањето на даночните приходи во државната каса, односно во буџетот, ќе се оствари согласно планираните, според мене, согласно планираните нивоа, на начин што ќе се зголеми вработеност, односно ќе се остварат вложувања од страна на странските и домашните инвеститори, кои што ќе можат останатите нерамни делови кои што беа предвидени и кои што сега се повлечени. Со самото тоа се дезавуираат, односно се анулираат во однос на постојните законски решенија, ќе се овозможи поголема зафатеност, односно заинтересираност од страна на инвеститорите, односно зголемување на работните места. Професоре, едно е јасно, да, повелете. Да, професоре, ве разбирам вака теоретски, нели, и од економски аспект говорите како се ова ќе се одрази, но знаеме дека главен адут во програмата пред да дојде на власт на СДСМ беше токму прогресивниот данок и за незин главен промотор се сметаше и поранешниот министер за финансии Драган Тевдовски, иако бизнис заедницата алармираше дека е погрешна мерката и дека нема да донесе голем ефект за делото стопанството. Зошто сега по неполна година се одложува и кој ќе ги преземе штетите? Штетите кои што се предизвикани со самата најава е пред се намалувањето на интересот, како што спомнав, на странските инвеститори, кои што сега ќе можат по стариот модел, кој што беше од 2007 година, ако се сеќаваме, воведен, овозможи непречено влегување на странските инвестиции, како и проширување на обемот и заложбите на домашните инвеститори. Да не забораваме дека зголемувањето на вработеноста ќе придонесе и кон намалување. Тоа е нели тавтологија, ако гледаме на некој начин, намалување на невработеноста, односно зголемување на личностите кои издржуваат, а не кои што се издржувани. Категориите на населението на кои што ќе им се овозможи дополнително вработување, а како што спомнав претходно, со новите инвестиции, со зголемување на обемот на создавање на учиноци, односно на вишок на вредноста, ќе се овозможи и полнење на државната каса. Професоре, дел од вашите колеги, дел од професорите и од економската фела секако ги критикуваат економските политики на власта, сметаат дека наместо реална и здрава економија имаме изборна економија. Како гледате вие на ова? Секако дека голем дел од мерките, тука се согласувам, како што спомнавте, со голем дел од моите колеги и колешки, дека ова се малку предизборни активности кои што помагаат да се реализираат определени краткорочни цели. Да не забораваме дека даночната или таксативната политика, како што ја нарекуваме, или политиката на задршка, тоа е еден од 4 столба на секоја економска политика, значи политика на доходот, односно оданочувањето е една од 4 столба на економијата. Во секој случај се малку популистички според мене. Не многу, меѓутоа една од фазите кои што придонесуваат кон зголемување, односно намерно зголемување или целисходно, да, или целесообразно насочување на размислувањето на нацијата.
Професоре, сосема за крај ќе имали ова владеачка гарнитура време да ги реализира сите оние ветувања за подобар живот и плата до 100.000 денари за докторите, но и просечна плата до 500 евра. Видовме оти минималната веќе кон крајот на годинава ќе биде исплатена на 14.500 денари. Падна ли повторно економијата во сенка на политиката? Искрено, сега како економиста, не како граѓанин, не верувам дека ќе се исполнат овие ветувања, до толку повеќе што се поставуваат и повторно барање за ребаланс на буџетот, повторно барање за дополнително за задолжување, во странство со издавање на повторно обврзници, дали еврообврзници или некој друг вид обврзници, за релаксирање на буџетската неравнотежа. Професоре, ви благодарам за сите овие детали и анализи кои што ги споделивте со гледачите на телевизија Алфа во живо. Го имавме универзитетскиот професор Сашо Кожухаров.